Завршија одморите и пратениците со полна пара, утре стартуваат со првата седница на парламентот со новиот состав. На дневен ред интерпелацијата на собранискиот спикер Африм Гаши, за кој партиите деновиве кршат копја. Партиските лидери со контраставови и аргументи. Премиерот Христијан Мицкоски е дециден дека пратеничката група на ВМРО ДПМН нема да ја поддржи интерпелацијата. Според него, предлогот за интерпелација за Гаши е незрело и, како што вели, глупаво однесување на коалицијата СДСМ ДУИ Левица. Тој вели дека апсолутно нема никаков основ за интерпелација на спикерот и додава дека имаат голем број аргументи за тоа. Ова е незрело, би рекол глупаво однесување на коалицијата СДСМ ДУИ Левица и дека апсолутно нема никаков основ за интерпелација на спикерот Гаши и ние нема да ја поддржиме таквата иницијатива. Имаме голем број аргументи зашто тоа не треба да го направиме, затоа што разликата на водењето на Македонија на оваа влада и онаа влада предводена од СДСМ ДУИ е огромна, односно тоа веќе се чувствува и насекаде можете низ Македонија да забележите дека надежта кај граѓаните дека конечно ќе успееме. Лидерот на СДСМ Венко Филипче е за интерпелација на собранискиот спикер, бидејќи според него спикерот направил многу претстапи досега. Мојот личен став е дека интерпелацијата треба да се подржи. Поради тоа што премногу престапи се направија во јавноста, ние бевме тие кои што ја запознаа за тие работи, не само ние, институции излегоа кои што го констатираа прекршувањето на одредени правила на однесување на функционерите. Минатата недела за интерпелацијата поднесена против него на брифинг со новинарите одговараше собранискиот спикер Африм Гаши. Тој смета дека интерпелацијата за него не е политички издржана, но сепак, како што рече, ќе ја почитува одлуката на мнозинството, без разлика каква и да биде таа. Тој тврди дека не направил никаква повреда на секуларноста, како и дека не побарал од никого да бидат прекршени меѓународните или домашните закони. Интерпелацијата за Гаши е заснована на 7 точки, образложени на 10 страници. Во барањето за интерпелација се наведува дека спикерот Гаши уште од почетокот на неговото назначување работи своеволно, нестручно, несовесно и непрофесионално, изгора на се, противзаконски, неуставно и неделовнички. Интерпелацијата доаѓа по трите скандали во кои беше вмешан Гаши. Тоа е случајот со меѓународниот аеродром во Скопје со косовската председателка Вјоса Османи и инволвираноста на обезбедувањето на Гаши, косовската свадба на која тој отиде со службени возила и исламската молитва во собранието за жртвите од Сребреница.